имаме можност да говориме за еден навистина значаен успех на тимот кој што предводен од доктор Рендевски не представуваше на 59-тиот меѓународен невропсихијатриски конгрес Mind and Brain во Пула, Хрватска, кој што се одржа од 30 мај до 2 јуни оваа година. На овој конгрес учествуваа 400 учесници, а тимот кој што ја представуваше Македонија и секако начело, како што кажавме, со доктор Рендевски успеа да добие второ место за секако сето она што се подготви и научната студија која што беше прикажана токму на овој 59-ти конгрес. Ние денеска во студиото за прв пат имаме можност да го пречекаме и да му посакаме добре дојде на доцент доктор Владимир Рендевски, специјалист неврохирург, директор на Универзитетската клиника за неврохирургија во Скопје и доцент по предметите хирургија и неврохирургија при Медицинскиот факултет во Скопје. Доктор Рендевски, добро утро. Добро утро. Ви благодарам што сте кај нас гостин во утринското издание на Македонија денес за прв пат. Но имаме навистина еден убав повод, еден навистина голем успех кој што е пред се значен и за Македонија, но и за вас како тим на доктори кои што долго време работевте на оваа научна студија. При тоа ја прикажавте на 59-тиот меѓународен невропсихијатриски конгрес Mind and Brain во Пула, Хрватска. Да. Зошто токму се одлучивте да на овој конгрес ја представите оваа студија? Добро утро на сите гледачи. Меѓународниот невропсихијатриски конгрес Mind and Brain, како што кажавте, е 59-ти поред и представува еден од најстарите и најреномирани конгреси од оваа област што се одржуваат на овие простори од Европа. Популарно се нарекува и како мост помеѓу неврологијата, психијатријата и сличните гранки, еден голем мултидисциплинарен конгрес кој што е започнат со работа уште во далечната 1962 година. За неговата вредност и значење зборува фактот што е под покровителство на Светската федерација на неврологија, на Европската академија на неврологија и е акредитиран од Медицинскиот совет за континуирана медицинска едукација при Европската унија со 15 кредити за медицинска едукација. Така што тоа беше еден мотив повеќе да се представиме токму на овој настан. Да се одлучите на овој настан, да ја презентирате научната студија која што подолго време секако ја подготвувавте. 59-то издание, што значи дека голем број на години, голем број на доктори, на неврохирузи присуствувале на овој конгрес. Дали прв пат вие присуствувате на конгресот во Пула Mind and Brain? Ние сме по втор пат. Учествувавме и минатата 2018 година, токму со првични резултати од оваа студија и откако ги финализиравме, еве се одлучивме по втор пат да ги евалуираме истите пред научната јавност. Станува збор за еден навистина голем успех со самото тоа дека 400 учесници земале учество, а ние успеваме да го добиеме второто место, односно научната студија која што вие ја представивте, говори за успехот кој што го постигнувате, кој што е оценет и признан од сите оние кои што присуствуваа на овој меѓународен конгрес. Нашата научна студија представува една мултидисциплинарна студија од областа на неврохирургијата, неврологијата и неврорадиологијата и е истата во одделот за мозочен удар. Поточно ги обработувавме пациентите со интрацеребрална хеморагија, односно по-конкретно испитувавме биохемиски маркери, радиолошки и клинички параметри кои што влијаат во развојот на мозочниот едем, односно народски кажано во отокот на мозокот, кој што се јавува кај пациентите после настанување на хеморагичен мозочен удар и представува еден од главните фактори на самото невролошко влошување на клиничката слика и воедно еден од главните причинители за раната смртност кај овие пациенти. Како што кажавте, на оваа клиничка студија работевме повеќе од 5 години. Започнавме негде во 2013 година и за тој период имаме една кохортна група од околу 70 пациенти со доста јасно дефинирани варијабли, инклузиони критериуми. Така што по-конкретно би кажал во однос на студијата, во однос на биохемиските маркери кои што ги испитувавме, од главен интерес ни беа глутаматот, кој што е носител на еден процес на ексцитотоксичност во мозокот и тумор некрозниот фактор алфа или ТНФ-алфа, кој што е еден од главните маркери на неуроинфламацијата. Токму овие два маркери учествуваат во патогенезата, во развојот на мозочниот едем и затоа беа
домен и мотив за нашиот главен интерес. Покрај нив, од радиолошките параметри го испитувавме волуменот кој што настанува на интрацеребралниот хематом при самата хеморагија, мерен во првите 24 часа, како и клиничката состојба ја оценувавме кај самите пациенти, бодирана со соодветни скали за таа намена. Понатамо, со помош на така наречена ELISA метода, која е високосензитивна метода, ја одредувавме самата концентрација на споменатите биомаркери со помош на компјутеризираната томографија, која е стандардна диагностичка апаратура кај овој вид на пациенти. Го одредувавме, како што кажав, волуменот на крварењето и со бодирањето, уствари, ја оценувавме клиничката состојба. Да споменам дека студиите кои што се занимаваат со оваа проблематика, најчесто во научната јавност и во научните списанија ги презентираат факторот, односно веројатноста да се случи лош исход во однос на некоја варијабла, преку така наречена бинарна логистичка регресија, односно со така наречен коефициент на веројатност или одс рацио. Например, шанса да се случи лош исход кај пациент со покачено ниво на гликемија има 8 пати повеќе во однос на нормалната група. Но многу малку студии правеа квантификација, односно бројчано предвидување на волуменот на едемот, така што ние на конгресот во Пула, кој што го споменавте, го направивме токму тоа, односно направивме едно 3D моделирање и квантификација, бројчано предвидување на волуменот на едемот, кој што ќе се развие после 5 дена по настанување на мозочниот удар. Во самата студија, како што кажав, значи користевме напредни статистички модели, ја користевме JUMP статистичкиот пакет, тој е еден од поновите софтвери кој на пазарот излезен последните 2 години и нуди доста поголеми можности во прикажување и пресметки на резултатите во однос на досегашните статистички модели. Најпрво со методот на така наречена мултипла регресија ги утврдивме сите оние параметри кои што влијаат во развојот на мозочниот едем, а понатамо развивме математичка формула, равенка во која сите значајни варијабли беа вметнати со соодветни коефициенти во форма y(k(x) плюс 1, значи тоа е формата на математичката формула, и практично првичниот резултат беше математичка формула за квантификација на едемот. Со дополнителни анализи утврдивме дека сензитивноста, односно точноста на оваа метода изнесува 77%, што со други зборови значи дека кај 77% од пациентите кои што ги исполнуваа критериумите на нашата група, може да се предвиди развојот точно на мозочниот едем со веројатност од 77%. Овие резултати ги добивме негде во текот на 2018 година и како резултат, како потврда на нивната вредност беше тоа што беа прифатени и објавени во 2 значајни научни списанија со импакт фактор. Тоа е Clinical Neurology and Neurosurgery и Polyjournal of Neurosurgery и беа предмет дел од мојата докторска дисертација во 2018 година. Понатамо, нашата работна група беше со идеја како тие резултати да најдат и поширока апликативна вредност, едноставно да ги примениме во секојдневната клиничка пракса што се среќаваме како лекари, така да продолживме со работа и добивме идеја врз основа на таа математичка формула да развиеме една апликативна програма, би ја рекол, софтвер, во која што докторот, клиничарот на многу едноставен начин, кога ќе ги добиеме тие параметри при самата обработка, при прием на пациентот уште во ургентен центар, по завршените анализи може да ги вметне тие иницијални варијабли во програмот и врз основа на употребената математичка формула, програмот ќе ја генерира вредноста на едемот, што ние би го очекувале како доктори да се развие после 5 дена, што би бил еден показател, еден гајдлайн во понатамошното движење на клиничката слика. Исто така, за подобра визуализација на тие резултати, направивме еден интерактивен 3D модел кој што го возможува овој JUMP статистички пакет, на тој начин што во 3D еден координатен систем, волуменот на едемот се представува од бледо плава кон темно плава боја во зависност од неговата големина и се прикажува зависноста на интерактивните варијабли. Тоа е
на кратко беше суштината на нашиот научен труд со кој што се представивме по ова. Да, научен труд кој што секако се развива подолг временски период, секогаш е потребно многу време, трпение, љубов и истражувања за да се добијат едни вакви научни истражувања и студии кои што соодветно се наградени и признаени и назначени вакви конгреси, но она што не интересира каква би била клиничката примена на вашето научно истражување. Клиничката примена се надевам дека ќе стигне доправа. Она што се јавува како неврохирург би рекол, постои кај голем дел од овие пациенти со хеморагичен мозочен удар, особено кај оние пациенти кои што во текот на приемот и во понатамошната хоспитализација имаат еден вид на стабилна клиничка слика, без дополнително невролошко влошување, сепак имаат еден доста голем волумен на хематом, често имаме дилема и ние како неврохирурзи заедно со тимот од невролози, дали кај овие пациенти да се продолжи со конзервативна терапија или да се припремаат за оперативен третман, односно за хируршка евакуација на хематомот. Во тој контекст би кажал дека последните 15-20 години направени се две големи мултицентрични студии кои што вклучија преку 1000 пациенти од 88 земји. Тоа се познатите Стич 1 и Стич 2 студии, или кратенка од Surgical Treatment of Intracerebral Hemorrhage, во која што студија беше вклучена и нашата универзитетска клиника за неврохирургија. И покрај големиот статистички примерок и јасни насоки кои што беа дадени во лекувањето на овие студии, сепак остана еден дел на дилема како дел од овие пациенти да бидат третирани, па се надевам дека токму ова бројчано предвидување на едемот би дал одредени насоки во подобрување на тие водичи на лекување и исто така со оглед на тоа што веќе ги етаблиравме и ги докажавме како штетни делувањето на двата споменати биомаркери и на глутаматот и на тумор некрозниот фактор алфа, се надевам дека би дале поттик и во клиничката фармакологија да со блокирање на овие две молекули или блокирање на нивните рецептори би се намалило нивното штетно дејство во развојот на мозочниот едем, кој што кажав еден од главните фактори за невролошкото влошување кое додатно настанува кај пациентите со мозочен удар. Да, ние понатаму ќе следиме како ќе се развива примената на ова ваша научна студија и научно истражување, па верувам дека ќе имаме можности во иднина да се видиме на оваа тема. Со оглед на бројните методи кои што ги користевте во целиот овој процес на подготовка на научната студија, може ли да ни кажете кои се институции беа вклучени во создавањето на оваа студија? Па со оглед на тоа што како што споменавте, користевме и биохемиски, и радиолошки, и клинички методи, беа вклучени повеќе институции, повеќе колеги од оваа област, така да поконкретно би кажал, значи самите пациенти пред се беа хоспитализирани во мојата матична клиника на Универзитетската клиника за неврохирургија и при тоа се заблагодарувам на целиот персонал и сите мои соработници кои што ми помага. Дел од пациентите беа хоспитализирани на Универзитетската клиника за неврологија во Скопје. Исто им се заблагодарувам на целиот персонал од таа клиника. Инаку почетните биохемиски параметри во поглед на собирање на примероците на плазма за да ги изолираме биохемиските маркери, центрифугирањето и складирањето, првично го правевме во биохемиската лабораторија на клиниката за неврологија под раководство на магистер Васко Алексовски, кој исто така е дел од нашиот научно-истражувачки тим. И во таа прилика би се заблагодари и на професорките Наталија Банева и Анита Арселска, кои беа од несебична помош во целиот овој процес. Понатамошните биохемиски анализи во поглед на користењето на ELISA методата за квантифицирање на самите резултати на ТНФ и глутаматот ги работевме во лабораториите на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, со голема помош на деканот на Природно-математичкиот факултет во Скопје, професор доктор Ицко Ѓоргоси, кој е исто така дел од нашиот истражувачки тим и со неговото големо искуство и знаење е цело време до нас и ни дава насоки во научната работа и научната практика, што сакам да се заблагодарам и кон него. И во тој контекст би споменал дека со Природно-математичкиот факултет во Скопје и клиниката за неврохирургија имаме подпишано и
меморандум за соработка која што отвора врати не само за оваа студија, туку и за сите идни проекти и научни резултати кои што сите колеги од овие институции сакаат да ги работат, практично вратите им се отворени. Би го споменал во оваа прилика и магистер Борис Алексовски, кој што е докторант по молекуларна биологија на Природно-математичкиот факултет во Скопје, кој што е еден од столбовите на нашата научна група и беше всушност директно вклучен и во изработката на биохемиските резултати и во голем дел во статистичката обработка на анализи на резултатите кои што ги добивме и голема благодарност до Алексовски. Во поглед на радиолошките варијабли само ќе споменам дека како што кажав се работени врз основа на резултатите добиени од апаратите за компјутеризирана томографија, кои што едниот е во состав на клиниката за радиологија во хирушките клиники, а другиот е во состав на клиниката за неврологија. За евалуацијата на волумените на интрацеребралните хематоми ни помагаше доктор Ана Михајловска-Рендевска, воедно и мојата сопруга, која е специјалист радиолог и докторант по радиологија на Медицинскиот факултет во Скопје, а за пресметка на оние волумени кои што има неправилна форма, од голема помош ни беа научните истражувања на професор Драган Стојанов, кој што е редовен професор на Медицинскиот факултет во Ниш и е директор на Центарот за радиологија при Клиничкиот центар во Ниш. Воедно беше и мој ментор на докторската дизертација, така што имавме и една на некој начин меѓународна соработка и вклученост во нашиот научно-истражувачки тим. Да, честитки секако за целокупниот тим, за сите доктори, сите оние кои што се вклучија во извршување, истражувањето и донесувањето на самиот крај на оваа научна студија, која што резултираше со голем успех. Верувам дека ова ќе биде поттик да и понатаму се стимулираат и младите доктори да вршат вакви истражувања кои што при тоа понатаму ќе го подобрат квалитетот на давањето на медицински услуги, олеснување на патот на дијагнози, сето она што вам секако во секојдневието ви е потребно. Во вашата богата биографија може доктора да се забележи дека сте автор на и коавтор на повеќе од 65 научни трудови, од кои 6 се објавени во престижни светски списанија со импакт фактор нели на влијание. Еден сте од најмладите доценти на Медицинскиот факултет, еден од најмладите директори. Во моментов сте директор на Универзитетската клиника за неврохирургија на само 39 години. Па кои се вашите идни истражувачки планови во полето на неврохирургијата, неврологијата и вашите клинички интереси во однос на неврохирургијата, како и раководните планови кои што ги имате во иднина се зацртани со подобрување на квалитетот и услугите на клиниката за неврохирургија? Во поглед на во првиот дел на прашањето, во поглед на нашите планови за научните истражувања, ние продолжуваме и понатаму да работиме и да доработуваме на ова поле. Во последните 2 години во научната јавност веќе се публикувани студии кои што веќе вклучуваат и други биохемиски маркери кои значајно влијаат кај пациентите со хеморагичен мозочен удар, така што веќе ги собираме и наредните примероци во кои ќе бидат вклучени во исследување и на овие варијабли. Првите резултати од овие дополнителни истражувања се надевам дека ќе ги имаме кон крајот на оваа година и почетокот на 2020. Се надевам дека повторно ќе бидат прифатени во реномирани списанија и признати од научната јавност. А наскоро, кон крајот на овој месец, ќе настапиме и на Европскиот неврохирушки конгрес во Солун, во кој што ќе представиме повторно тема од оваа област, односно ќе ги прикажеме кои се критичните концентрации, односно горните вредности на тумор некрозниот фактор алфа, како фактор за појавување на лош клинички исход кај пациентите со хеморагичен мозочен удар. Во поглед на второто прашање во однос на моите интереси во клиничката практика, ќе споменам накратко дека од потесен интерес ми е ендоскопската неврохирургија, односно тоа е трансназалната трансфеноидна, конкретно ресекција на тумори на хипофизата, зашто во 2 наврати во 2015 и 2016 година бев на обука во неврохирушката клиника при Универзитетот Черапаша во Истанбул, кај професор Неџмедин Танровер, така што во моментот нашата клиника и претходно и сега имаме комплетна
апаратура, инструментариум и ги работиме овие ендоскопски процедури. Што значи тоа за пациентите, овие ендоскопски процедури? Што тие добиваат со оваа Па можност? тие добиваат едноставно олеснет пристап, значи наместо отварање на черепот и краниотомија, кај одредени тумори на хипофиза може да се пристапи низ нос за нивна екстирпација, за нивно вадење, што се олеснува, се намалува и периодот на лежење и постоперативните компликации, така да предноста е очигледна. Да, и предизвик секако за вас како доктори специјалисти. Во поглед на последниот дел од прашањето, на кратко на раководните планови, на оваа позиција дојдов пред околу 2 години и искрено најголем мотив ми беа два постулати, односно да имаме добри меѓу колегијални односи, мотивиран здравствен и соработнички персонал, кој што ќе биде спремен да излезе во пресрет на пациентите, кои што, како што знаеме, на нашата клиника се едни од најтешките пациенти, што мислам дека во тој дел го имаме како тим постигнато, значи имаме една добра хармонија, добра атмосфера владее на клиниката и се надевам дека ќе продолжи после мене понатаму кој да биде. А во поглед на вториот мотив ми беше да имаме подобрување на условите за работа и како нас за здравствениот персонал, меѓутоа и самите пациенти да добијат на некој начин поквалитетни услуги. Во тој поглед лани, како што знаете од медиумите, направивме комплетна реконструкција на одделот за интензивното лекување. Го проширивме за околу 30 квадрати со проширување на лежечките кревети од 8 на 11. Набавивме неколку нови респираторни машини, воспоставивме нова централна климатизација на интензивната нега, така што сега веќе функционира навистина во полна пареја и со сите капацитети за еден таков вид на лекување. А во текот на оваа година продолживме со реновирање на стационарниот оддел. Некаде сме до половина, значи реновирани ни се 5 соби. Сите соби ќе бидат двокреветни со посебни тоалети, значи еден апартмански вид на сместување. Готова е и полуинтензивната нега, во која ќе бидат сместени пациентите кои што се на режим на одвикнување од механичката вентилација. Во моментот при крај е со реновирање и детската соба, која што ќе има 6 креветчиња со мини кујна, со тоалет. Морам да кажам дека целосно таа е финансиска донација од Макстил, што би сакав јавно да се заблагодарам на менаџерскиот тим на оваа компанија и практично ни остануваат уште 4 соби кои ќе бидат по истиот пример и на претходните, така да мислам дека од наесен ќе имаме неврохируршка клиника во едно ново светло. Да споменам дека во соработка со Министерството за здравство и со нашиот министер доцент Филипче, кој е практично дел од нашата куќа, од нашиот тим, имаме одлична соработка и е во план да се реновира и една од операционите сали со набавка на ангиограф, значи да стане една хибридна сала за изведување на ендоваскуларни и на хируршки интервенции на мозочните крвни садови, така да се надевам дека ќе успееме да правиме еден мал придонес во медицината и во услугите што ќе им ги понудиме на македонските пациенти. Јас ќе ви посакам многу успех во сите промени кои што ги имате зацртано во вашиот ум, кои што сакате да ги видите на виделина во вашата клиника, се со цел да се обезбедат подобри услови за пациентите, но и за вработените на кои што секогаш се посветувате со внимание и во однос на едукацијата на кадарот, која што е многу значена, да се дадат секогаш најсовремените методи и услуги на пациентите. Ќе ви посакам многу успех и понатаму со следните истражувања научни кои што ги имате вие и вашите колеги, па во некоја следна прилика да говориме и за примената на оваа научна студија, но и на сите останати кои што впрочем секако ќе ги имплементирате во рамки на вашата клиника. Пред се ви посакувам многу успех во работата со пациентите, оние кои што се тешко болни и се дел од вашата клиника, да на еден убав начин успеа да добијат комплетната нега и помош од страна на целокупниот персонал, не само на докторите, туку и на целиот медицински персонал, па верувам дека во некоја следна прилика ќе имаме можност да говориме и за некоја друга тема, но да го запознаеме и поширокиот тим на клиниката за неврохирургија, која што е едно складно семејство, како вие велите, немате голем број на доктори, сте навистина мал број, затоа што станува збор, како што велите, за една од најтешките медицински гранки, но сепак многу значена за целокупното здравство. Ви благодарам за поканата и ќе присуствувам со задоволство.
Драги гледачи, тоа беше доцент доктор Владимир Рендевски, специјалист неврохирург, директор на Универзитетската клиника за неврохирургија, со кого што разговаравме за успесите кои што ги постигнаа на конгресот во Пула Mind and Brain. Секако голем успех за целиот тим кој што не представуваше таму и кој што низ годините работеше во донесувањето на ова научна студија и истражувањата кои што ги правеа голем број на доктори кои што беа вклучени во целиот овој процес. Секако дознавме нешто повеќе во однос на она што се случува на клиниката за неврохирургија. Верувам дека и за вас беше интересен овој разговор. Во некоја следна прилика повторно веруваме дека ќе имаме доктори од оваа клиника за да понудиме и за вас, нашите гледачи, одговори на прашањата кои што вие со нетрпение сакате да ги поставите секогаш кога во нашето студио имаме доктори.